Почитувани гледачи, љубители на малиот фудбал, добар ден, добро дојдовте во салата Форца, каде што во рамките на 24-тото коло ќе се сретнат домашната екипа на Илирет Куманово и шампионот Железарец. Може би малку ќе звучи несоодветно ова што го кажав, меѓутоа поради немање термин во Куманово, во спортско-рекреативниот центар, екипата на Илирет реши овој надпревар да го игра како домаќин во Скопје. Па тоа значи дека без оглед што се од Куманово што треба да бидат домаќини ќе го играат овој надпревар како гости домаќини, ето така кажано. Како и да е, не очекува еден интересен надпревар, ослободен од секакви оптеретување, оптоварување, би кажал, со оглед на тоа што Железарец веќе го освои шампионскиот прстен оваа сезона, а Илирет е ослободена од секакви грижи што се однесува до обстанокот, така што сосема растоварено двете екипи ќе влезат во овој надпревар и очекуваме да гледаме еден интересен и исполнет со голови дуел. Впрочем, секогаш било интересно, иако во двата досегашни надпревари кои што овие две екипи ги одигра, убедливо подобар и поуспешен беше Железарец. Нешто подоцна за тоа, сега додека траат овие почетни испитувања на силите, јас ќе ви ги сообщам составите на двете екипи. За екипата на домаќинот, повторувам, Илирет Куманово, тие настапат со број 1, само да погледнеме сега, ништо од ова, корнер, со број 1 Станковиќ Стефан, број 2 Хасан Билјали, број 3 Кортиши Мухамедијан, број 8 Османи Аријат, број 21 Рушити Ендрит, број 5 Бетири Керим, број 10 Алили Илбер, број 11 Адеми Енис, број 17 Рамадани Альбен и број 99 Алију Еркан. Капитен на екипата е со број 8 Османи Аријат. За Железарец ќе настапат со број 1 Петровски Антонио, број 2 Левески Зоран, број 3 Исмили Таулон, број 7 Маринјо Веселуза Даниел, број 9 Ранготов Дарко, број 15 Муслиов Решили, број 19 Удовалиев Илче. Беше убава шанса за Мартин Тодоровски со број 11, меѓутоа се тоа само корнер. Притисна Железарец како што можеше да се очекува. Еве шанса за Ранготов, меѓутоа не успеа да погоди топката и тоа ќе биде само аут за екипата на Ројал Илирет. Јас да положам со составите: број 4 Крстовски Иван, број 6 Леовски Игор, број 8 Агуши Фери, број 10 Петрович Драган, број 11 Тодоровски Мартин и број 13 Јавашев Николче. Капитен на екипата е со број 2 Левески Зоран, шеф на стручниот штаб Божевич Иван. Само да додадам дека надпреварот го суда Темелков Зоран и Недев Гоце, двајцата од Кавадарци. Делегат на средбата е Бојковски Владко од Крато. Ете, тоа беше она што бев должен да го сообщам на почетокот. Сега можеме да се сконцентрираме на надпреварот. Веќе втората минута се игра, немаше шанси на страната на Железарец, односно пред голот на Петровски Антонио. Две шанси пропуштија фудбалерите на Железарец, меѓутоа не успеа да постигнат погодок, така што по 1 минута и 40 на секунди од играта резултатот се уште гласи 0:0. Тодоровски освои оваа топка, поведува напад, Ранготов гледа кому би ја додал, враќа до Тодоровски. Ранготов сега по десната страна, пред него е Османи Левески, го има Тодоровски, задоцни Левески со додавањето или него виде Тодоровски дека е до него по десната страна, се обиде да проигра некој на спротивната страна, меѓутоа тоа го направи лошо и ова шанса пропадна. Сега нов напад на гостите, условно речено, нели Ранготов удар на Ранготов Османи повторно блокираше, не дозволи Левески топката да излезе во аут. Тодоровски, Ранготов, удар на Ранготов, одбиена е оваа топка. Сега во акција се гостите, односно домашните. Адеми, не, тоа е
со број 99 Алиу Еркан беше оваа прилика, биеше, меѓутоа топката отиде покрај дирекот во гол аут. Ранготов до Тодоровски, пред него е Османи. Еве го Ранготов, повторно го гледа распоредот на своите играчи, се решила капитенот Левески, овој до Ранготов. Левески, Ранготов ја остави на удар, меѓутоа Илбер Алиу Еркан со пожртвувана акција ја спаси оваа топка, а сега со број 3, тоа беше Есмели Таулан, тупати силен удар, меѓутоа крај голот на голманот Станковиќ. Османи, край него е Тодоровски, аут ќе биде тоа за екипата на Илирет. Османи назад кон фудбалерот со број 14. Петровиќ, Агуши, измена во редовите на Железарец. Даниел, блокирање, Даниел од Хасан. Станковиќ, Османи, Хасан. Аут ќе биде тоа за екипата на Железарец. Фери Тагуши ќе го изведе овој аут. Крстевски, блокирање Крстевски, не успеа да упати удар. Останува 0:0. Сега Даниел, удар на Даниел и од ова ништо. Нов напад почнуваат Железарци. Петровиќ, Дани, Агуши, Крстевски, Дани, до Петровиќ, удар на Петровиќ, изблокирање. И Петровиќ одлично се бранат домаќините во оваа ситуација. Еве, удар нов на Петровиќ и Станковиќ одлично одбрани топката, а Алили ја собра, оди во напад до Алиу. Алиу успеа да ја стигне оваа топка меѓу двајца фудбалери на Железарец. Беше веќе излезена топката, Алиу не се согласува со судијата, меѓутоа пред очи се на судијата се одвиваше се тоа, мора да се согласи со нив. Крстевски, еве прилика, задоцни за момент Драган Петровиќ, останува 0:0. Се обидуваат со долги топки фудбалерите на Илирет да го пробијат одбранбениот бедем на Железарец. Во два наврата тоа им успеа. Меѓутоа, очигледно е дека добро ја простудирала играта играчите на Железарец, односно играта на Ројал. Дани, приоѓа Петровиќ, обид со дијагонала да се проигра Дани, меѓутоа не успеа, нова долга топка, меѓутоа Дани не успеа да биде проигран, а сега Алили, Хасан, Алили, се уште Алили самје, меѓу двајца, Дани и Агуши, не се проаѓа покрај Агуши, многу тешко, искусен, снажен играч, фудбалер кој во Малпрес го има малиот фудбал, така што тешко се минува крај него, а Алили, иако се работи за добар играч, одличен играч, токму покрај него реши да минува и нормално не успеа. Ево Крстевски, Петровиќ, Крстевски, Дани, има ли удар? Не, Османи успеа да му влезе во шут на Дани, а сега се обиде повторно покрај Фери Тагуши, повторно неуспешно. Сето тоа. Агуши, кој што
покажа можеби во оваа сезона најстандардна форма од сите играчи на Железарец. Настапуваа со сите настапуваа со помало или поголеми осцилации, ке него не се почувствува тоа. Константна форма задржа во текот на целиот надпревар и нема да погрешам ако кажам дека ова првенство беше еден од најдобрите играчи на шампионот. Крстевски, Исмаили, Левески, Тодоровски, Леовски, Левески се обиде да упати удар, меѓутоа блокираше Адеми. Исмаили, Левески, Тодоровски, Исмаили во дуел со Хасан. Аут ќе биде тоа за Илирет. Хасан ја има топката, се обиде награди да смири, меѓутоа таа избега во аут. Веќе е изведен Мартин Тодоровски до Игор Леовски. Тодоровски-Леовски, повторно истата комбинација, а сега Исмаили, Левески, силен удар Станковиќ на место. И ова беше можеби единствениот начин да се тргне овој притисок од пред голот на Станковиќ, да се следат редовите на екипата на Илирет. Тодоровски, Леовски, Левески, Леовски, Исмаилиќ имали удар, така е крај голот. Нов удар, меѓутоа повторно непрецизно во теки 8-та минута од првото полувреме. Алилија ја загуби топката, за момент беше опасно тоа по неговиот гол, меѓутоа не се снајде Леовски или Левески беше тоа и му дозволија на Станковиќ да одбрани. Леовски, Левески, ја загуби Левески топката. Хасан, не се извинувам, Алиу беше тоа. Сега Хасан минува двајца противнички играчи, шанса за Илирет. И во акција, во прекрасна шанса беше со број 14 Адеми. Меѓутоа не успеа да го совлада Антонио Петровски, останува 0:0, а сега Алиу се посрамоти, би кажал, празен гол, не успеа да погоди, иако беше сам. Две убави прилики за домаќините, останува 0:0. Алили ја стигнува топката. Алиу напред до Хасан, ја успеа Хасан да ја смири оваа топка, меѓутоа не да исконтролира до крај. Сега против напад на Железарец, пожртвувана интервенција на голманот Станковиќ или недобро изведен против напад, двојно проигрување. Леовски беше немоќен да стигнава топка, останува 0:0, се разжестува играта, станува интересно. Се надевам дека сте задоволни од овие 9 минути колку што се игра оваа средба. Убави прилики видовме на двете страни, меѓутоа за сега нема голови. Левески, Леовски, Левески, Тодоровски мораше назад и за малку тоа ќе беше убав удар, беше тоа на Тодоровски. Хасан ја допре малку топката, таа удри во стативата и излезе во аут. Нова акција на Железарец. Исмаили, Тодоровски, Леовски, Тодоровски, удар Тодоровски 1:0.
1:0. Станковиќ ја имаше топката во своје раце, меѓутоа ударот беше мощен, силен, не успеа да задржи и таа отседна зад неговиот грб во неговата мрежа. Во оваа 10-та минута од следбата гостите, условно речено гостите од Скопје, Железарец води со 1:0. Стрелец Мартин Тодоровски. Хасан. Османи, греши Османи. Тодоровски. Леовски. Греши Леовски. Алили. Еве го Хасан. Не успеа Хасан да упати удар. Против напад сега на играчите во зелено. Тодоровски. Исмаили над голот. За малку шутираше во единственото празно место кое што го имаше во овој момент. Имаше 20 играчи пред него. Се реши на висока топка. Убаво фудбалски го направи тоа, меѓутоа за жал беше непрецизен, останува 1:0. Петровиќ. Крстевски. Удар беше тоа на Гуши. Не ја местеше Крстевски топката на удар, меѓутоа Гуши реши да шутира. Корнер ќе биде тоа за Железарец. Тие го изведе бразилецот Дани. Измена во екипата на Илирет, излезе Хасан, влезе Алиу. Дани, удар на Дани, меѓутоа изблокиран. Петровиќ. Агуши минува, Агуши дали ќе промеде некого, не успеа. Меѓутоа Петровиќ не дозволува да се развие поголема акција на екипата на Илирет. Османи. Крстевски ја спречи оваа акција. Агуши, Петровиќ, Дани. Петровиќ. Дани. Удар на Дани, одбиена од голманот Станковиќ. Прекршок ќе биде тоа од Драган Петровиќ. Убава акција беше тоа на Кумановци. Тайм-аут за домашната екипа сезон. Слободен удар за екипата на Илирет. Да видиме дали ќе има директор удар кон голот. Одличен удар на Османи беше тоа. Испрлена е топката од шестерецот на домашните. Се извинувам, јас често пати грешам домашни гости, навикнат сум дека овде Железарец игра како домаќин, како и да е. Значи, Илирет е домаќин, да знаете на овој надпревар. Тоа е на што ја кажав на почетокот. Немаше тука прекршок, од топка беше падна Алиу. Агуши, Петровиќ. Ја смирува играта Дани. Назад кон Агуши. Петровиќ, Агуши. Крстевски на левата страна. Агуши. Петровиќ, Дани. Агуши. Обид да го проигра Петровиќ, меѓутоа превисоко беше тоа за Петровиќ, не успеа со глава да ја смести топката во мрежа. Останува 1:0. А кога смеќе резултатите помеѓу овие две екипи, да кажам дека ова е трет надпревар сезонава. Во првите две средби Железарец победи со 10:4 и 11:4. Значи голема е разликата, барем што се однесува според бројот на погодоците.
На почеток го спомнав дека екипата на Илирете растоварена од секакви грижи се наоѓа на 5-то место со 36 бода, без опасност по својот статус прволигашки, меѓутоа и без поголеми амбиции некаде погоре да се пласира. А во борбата за опстанок се покрај Скопје, кој што е веќе испасано, да погледнеме што ќе се случи. Прекрасна акција беше Дани на додавање на Петровиќ, меѓутоа Станковиќ успеа да одбрани и останува 1:0, а во тек е 14-та минута од надпревар. Велам, во борбата за опстанок се Велес, кој има 27 бода, Мал Ајакс со 26 и екипата на Црна река со 22, обид на Алиу, меѓутоа високо над голот. А сега Дани, минува Дани, тројца фудбалери, а Гуши ги врати во игра, би рекол истите играчи. Петровиќ има ли удар? Да, меѓутоа од фудбалерот со број 10, тоа беше Алили, топката оди во аут. Удар на Петровиќ блокираше Османи, Алили. Прекршок ќе биде тоа од Ферите Гуши. Пред две кола екипата на Железарец веќе ја одбрани титулата. Тоа е по 8 пат едно по друго од сезоната 2008 па до оваа 2015 сезоните им припаѓаат, првенството им припаѓа на екипата на Железарец, 8 титули поред, што се однесува до тоа се апсолутно неприкосновани во Македонија, а се и во борба да ја одбранат титулата во националниот куп, каде што треба да се сретне со единствениот второлигаш. Само момент да погледаме што ќе се случи. Левовски можеше да шутира, се реши да не биде себечен и погреши. Значи во полуфиналето од купот Железарец игра со СК Циско, кој е единствен второлигаш во оваа конкуренција, а во второто полуфинале се среќаваат екипите на Хедис и Јовентус. Тоа се, значи, полуфиналистите, остануваат уште две следби таму, полуфиналето и финалето, таму се уште 2 надпревари и уште 3 покрај ова остануваат, значи со уште 5 надпревари сезоната завршува. Проблемите Железарец и повтора по кој знае кој пат веќе ги реши, што се однесува до титулата во првенството, а во овој момент Мартин Тодоровски го постигнува својот втор гол на додавање на Дарко Ранготов. 2:0, 15-та минута, на истек на 15-та минута Мартин Тодоровски го постигнува својот втор гол денес, 2:0 за екипата на Железарец. Четиринаесет гола му недостасува на Железарец за стаса до магичната бројка од 200 постигнати гола во едно првенство. Со овие два веќе се 12, со оглед на тоа дека има уште 3 првенствени надпревари, може лесно да се претпостави дека Железарец ќе успее да ја надмине таа бројка, па ќе постави еден несекојдневен рекорд и во однос на гол разликата и на постигнатите голови. Корнер ќе биде тоа за скопјани. Еве нова шанса и по трет пат Мартин Тодоровски денеска е едноставно незадржлив. 3:0 хет-трик на Мартин Тодоровски. Што се однесува до надпреварите до крајот на оваа сезона, Железарец игра како гостин
со екипата на Шкупи, само да видиме сега. Зоран Левески на додавање на Ранготов, статива останува 3:0. Ранготов беше асистент на двата гола, на вториот и третиот гол на Мартин Тодоровски, сега му беше асистент и на Зоран Левески. Тодоровски му врати една асистенција на Дарко Ранготов, 4:0, 16-та минута од првото полувреме, 4:0 за Железарец, Дарко Ранготов. Велам, Железарец значи игра на гости кај Шкупи, а дома ги пречекува екипите на Јувентус и Хедис, а Илирет игра дома со Малаекс, а гостува на Верес и на Црна река во Кавадарци. И тоа ќе биде се што се однесува до првенството оваа сезона. Ранготов, сам Ранготов, убаво се ослободи, убава прилика, меѓутоа Станковиќ беше на место. Еве прилика сега за гостите, односно домашните, се извинувам. Сега Несакајќи се удрија глава со глава, тоа беше Зоран Левески и Дали Алију остана да лежи. Велам сосема случаен удар. Веруваме дека се ќе биде во ред со фудбалерот на Илирет. Еве, спортски подадена рака, свесни се двајцата дека тоа беше случаен судир. Османи, лево, сега удар беше тоа на Алију. Еве против напад Дарко Ранготов. Не успеа Ранготов до крај да исконтролира оваа топка. Станковиќ до Хасан. Обид на Хасан да проигра со својот соиграч по левата страна. Не успеа, беше блокирано Зоран Левески. А сега Лили повторно Алили, го има Османи, Алили, обид на Алили да префрли топката на левата страна, тежиштето да го префрли таму, меѓутоа не успее да го погоди својот соиграч, па останува 4:0. Ранготов, Левески, Левовски, повторно назад до Левески, самиот Тодоровски по десната страна, меѓутоа Левески не го виде навреме, ќе мора акцијата да почне одново, Тодоровски оди сам, убав удар, меѓутоа Станковиќ овој пат беше на место и ја испрели топката во корнер, чине за Железарец не, сепак аут. Тодоровски до Левески, повторно Тодоровски, удар на Тодоровски за малку над гредата, останува 4:0 до крајот на првото полувреме, уште неполни 2 минути. Алили, корнер ќе биде тоа за Илирет. Бара топка Алили, ја добива. Како понатаму одлично офрлување на Алили, меѓутоа и недоволно пристемни неговите соиграчи за искористат оваа прилика. Прекрасна шанса им создаде на неговите играчи, на своите соиграчи, меѓутоа немаше кој да ја доврши оваа убава акција. Повторно Алили, Османи, Алили, Османи, лошо додавање до Османи, аут ќе биде тоа за Железарец. Драган Петровиќ ќе има ли удар? Не, сепак Дани, Исмаили, итер удар на Исмаили, Станковиќ на место, а сега Петровиќ
непрецизен Петровиќ. Уште 30 на секунди до крајот на првото полувреме, останува 4:0 за гостите од Скопје. Крстевски, удар на Крстевски, за малку Драган Петровиќ не испрати до крај оваа акција, беше кус за 10 сантиметри, ќе беше тоа 5:0, меѓутоа и ова е убедливо водство, тешко дека нешто може да се промени во однос на победникот на оваа следба и околу тоа прашањето каде би ќе заминат бодовите на чие конто. Меѓутоа ќе беше можеби поинтересно за гледачите доколку има уште некој гол, а веруваме дека до крајот на надпреварот има 5 секунди до крајот на полувремето. 3, 2, 1 и тоа е крај на првото полувреме, по кое екипата на Железарец води со 4:0.